Еве јас да ги поздравам нашите гледачи. Добар ден од мене. Денеска оваа тема ќе ја разработиме со Владко Илиевски, дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија. Ни доаѓа од болницата Аџи Бадем Систина. Добар ден и за вас. Добре ни дојдовте во Алфа Ординација. Добар ден и се заблагодарувам за поканата. Јас се надевам дека ќе бидат нашите гледачи денеска задоволни, бидејќи разработувајќи многу теми ја спомнуваме физиотерапијата, меѓутоа денеска ќе се фокусираме токму на неа, имаме специјалист за оваа област и еве затоа јас првото прашање ќе го насочам токму на вашата работа. Каква е улогата на физиотерапевтот во хоспитални болнички услови? Значи пред се сакам да кажам дека диапазонот на работа на физиотерапевтот е многу широк и ги опфаќа сите медицински гранки. Улогата на еден физиотерапевт во хоспитални услови има витално значење за таа установа, значи за таа болница. Без разлика дали еден пациент претрпел некоја лесна интервенција, лесна хируршка операција, како што се абдоминалните интервенции, или има некоја тешка политраума, некоја тешка невролошка состојба, значењето на физикалната терапија и физиотерапевтот во таа установа и кај тој пациент е од витално значење. Исто така, сакам да напоменам дека многу битна е тимската работа на лекарот со физиотерапевтот. Тоа е еден синџир кој што е поврзан цело време и мора да функционира во сите установи. Онаму каде што завршува работата на лекарот, таму продолжуваме ние, таму започнува нашата работа. Кога еден пациент ќе излезе од операциона сала, оди на одреден оддел, ние продолжуваме со негова рехабилитација. Мора да имаме ран пристап во рехабилитацијата, значи најбитна е брза мобилизација, кинезитерапија и на респираторна терапија во зависно од областта во која што се работи. Исто така сакам да кажам дека ние работиме како мобилни хоспитални физиотерапевти во нашата клиника, при што се работиме на најразлични оддели кои што се нехирушки и хирушки. И според тоа на кој оддел работиме, секоја рехабилитација си има своја специфичност, свој план и своја програма. Така, низ емисијата ќе ги разработиме сите тие ваши активности по разни оддели, но верувам дека ќе се согласат и гледачите со мојата констатација дека физикалната терапија на вистина е нешто што многу му помага на пациентот без разлика од кој оддел излага. Затоа и ќе ве прашам која е целта практично на физикалната? Целта на физикалната терапија е што побрза и поефективна рехабилитација и враќање на пациентот во секојдневни активности во кои што претходно тој се наоѓал. Значи тука сакам да кажам дека не е само физичкото враќање на пациентот, нели, доколку има повредена нога, па ние го рехабилитираме и после одреден период пациентот може да оди, може да движи. Тука ќе го спомнам и психолошкиот момент, бидејќи овие пациенти кога ќе дојдат во болница и да лежат во кревет, тие мислат дека повеќе никогаш нема да станат. Значи, нивните коментари се леле, јас како ќе станам повеќе, што се случува со мене, цел живот остана во количка. Ние мора да делуваме на психолошкиот момент на овие пациенти, со тоа што ќе му објасниме убаво пред да работиме, дека за одреден период тие ќе бидат повторно добри, повторно ќе се вратат на секојдневни активности, ќе бидат работоспособни и ќе можат да ги обуваат своите нормални активности што ги имале пред повредата или болеста која што настанала. Така. Ќе продолжиме со разговорот, само да ги погледнеме вестите во минута кои што веќе се подготвени и еве за една минута се враќаме повторно во нашата ординација. Еве, како што ветивме, се враќаме во нашата Алфа Ординација, продолжуваме со разговорот на тема хоспитална физиотерапија и рана рехабилитација. Еве, ќе ни кажете вие на кои се оддели работите и какви типови на рехабилитација практикувате? Значи, ние како хоспитални физиотерапевти работиме на нехирушки и хирушки оддели. Тоа што значи пациенти кои што се оперирани или не се оперирани. Од нехирушките оддели работиме на одделите најчесто на одделот за неврологија, потоа одделот за кардиологија, одделот за пулмологија, како и одделот за онкологија. А од хирушките области работиме, значи, во одделите за ортопедија, травматологија, потоа неврохирургија, кардиохирургија, тораковаскуларна хирургија, како и абдоминална хирургија, урологија, буквално нема
на секаде по целата болница. И добро е што е така. Да, методите кои што ги користиме се засебни за секој оддел. Не можеме да користиме истите методи на одделот за кардиохирургија и одделот за неврохирургија. Може ли да кажеме по оддели сега? Може. Ајде да почнеме од одделот ортопедија. Што значи рана рехабилитација на овој оддел? Вака, значи што значи ортопедија? Од ортопедија е медицинска гранка која што се занимава со значи ортопедија е медицинска гранка која што се занимава со лечење на дегенеративни промени на зглобовите. Тука нашата примена како физиотерапевти е многу голема. Значи И важна. И важна, така да. Докторот на пациентите кои ќе дојдат во нашата клиника најчесто се со големи болки, со можеби завлекуваат нога, ослабена мускулатура, атрофирана и тие се подлежни на интервенција, односно ендопротетизација на одреден зглоб. Најчести операции кои што се случуваат се ендопротеза на зглобот на колкот и ендопротеза на зглобот на коленото. После овие операции се започнува веднаш најрано што може со рана рехабилитација. И тоа, во првите 24 часа започнуваме со кинезитерапија, односно вежби во растеретна позиција, во кревет, активно помнати вежби, статички вежби, се со цел да се зајакне мускулатурата, да се добие максимален обем на подвижност на зглобот. Потоа, во наредните 48 до 72 часа постоперативно, овие пациенти веќе се вертикализирани. Значи, веќе ги мобилизираме покрај кревет во соба со помош на ортопедски помагала. Така мора да станат? Да, мора да станат од кревет. Најчесто започнуваме со одалка или дубак, па продолжуваме со подпазувни патерици. За да на крај, значи, отприлика овие пациенти кај нас се задржуваат 8 до 10 дена, може да се оди некој порано, меѓутоа не е добро, нема да има комплетна рана рехабилитација. На крај, 8-тиот, 9-тиот, 10-тиот ден, веќе добиваме еден пациент кој што може со подпазувни патерици да се движи најнормално по рамна површина, да качува и симнува скали и да обавува, значи, една добра кинезитерапија и активно да ги... Основни движења може да обавува. Иако зборуваме денеска за рехабилитација во хоспитални услови, јас сепак морам да ве прашам што се случува со тој пациент дома кога ќе дојде? Многу интересно прашање. Значи, кога пациентот го испуштаме дома, ние претходно го едуцираме како да се однесува во домашни услови. Значи, ортопедските пациенти најчесто стануваат некои 10 дена во домашни услови, при тоа тие во домашни услови мораат да продолжат со кинезитерапија, поточно вежби. Доколку пациентот е послаб, тогаш му препорачуваме домашна посета од страна на физиотерапевт, значи да продолжи да вежба дома со физиотерапевт. И после тие 10 дена пациентот продолжува со лекување во бања. Нашата клиника нуди многу добри услови за рехабилитација, не само за рана, туку и за касна рехабилитација на овие пациенти, со тоа што во амбулантскиот дел имаме комплетна покриеност на хидротерапија, кинезитерапија и електропроцедури, се што му е потребно пациентот од самата операција до комплетна рехабилитација. Со таква една комбинација на разни начини на рехабилитација, нели ќе го способите веќе и без помагала да може да се движи. Апсолутно. Ајде од ортопедија да отидеме на еден друг оддел, травматологија. Што се случува таму? Травматологија ни е оддел, значи гранка кој што се занимава со најразлични повреди на телото на човекот. Можат да бидат мекоткивни повреди или повреди на мускулите, тетивите и лигаментарните структури. Исто така можат да бидат и повреди на коски, нели? Тоа се мекоткивни повреди. Се контузии, дисторзии, дистензии и руптури, а додека повреди на коски ни се фисурите и фрактурите. Значи, кога еден пациент ќе дојде со оток на скочен зглоб, да дадеме пример, доаѓа на ургентен центар, каде што травматологот, докторот го прегледува и продолжи после направениот клинички преглед и рентген исследување, докторот забележува дека пациентот нема фрактура, туку само дисторзија, истегнување на лигаментите на скочениот зглоб. Ке овие пациенти се третираат конзервативно. Значи, овие пациенти се прави мобилизација, потоа се праќаат во домашни услови, каде што треба да
држат, нели, мраз, криотерапија, потоа треба да ногата биде подигната, да се врши елевација и меѓутоа не се ослонувам кон тоа, повеќе зборувам за оперативниот дел. Да кажеме на почеток за фрактури на долни екстремитети. Значи, повреди на коски на долни екстремитети. Доколку имаме пациент кој што има повреда на фемурот, нели, на надколеничната коска, доаѓа во нашата болница, се прави исследување и травматолошки преглед од страна на травматолог, пошто травматологот одлучува што ќе прави со тој пациент. Најчесто овие пациенти подлежат на хируршка интервенција. Значи, травматологот по неопходната предоперативна подготовка влегува во операциона сала, го оперира пациентот, пошто започнува нашиот дел. Значи, работата на травматологот е, нели, неколку часови, меѓутоа нашата работа е многу повеќе од денови. Да, денови, некогаш и месеци. Така е, да. Значи, со тој пациент започнуваме рана рехабилитација. Започнуваме истиот ден, некогаш наредниот ден со кинезитерапија. Мобилизација на тој пациент се прави наредниот ден, со тоа што зависно од повредата, пациентот дозирано оптеретува или не оптеретува таа нога. Значи, повторно мобилизациите се прават со ортопедски помагала. Исто така, тука сакам да напоменам дека има повреди на долни екстремитети и на меки ткива. Например, најчеста повреда е руптура на преден крстен лигамент. Тоа е најчеста повреда на спортистите, нели, каде што имаме контактни спортови. Исто се прави хируршка интервенција од страна на травматолог. Потоа започнуваме, тука нашата работа започнува уште во операциона сала, каде што треба да наместиме на ортоза на тој пациент, бидејќи после таа интервенција не сме да направи флексија, поточно да го свитка коленото. И наредниот ден веќе пациентот е мобилизиран, научен, едуциран како треба да се несува, бидејќи тие пациенти се држуваат неколку денови во нашата болница, значи ден, два, три максимално, си одат дома, потоа му покажуваме кинезитерапија, специфични вежби, статички, активно помогнати, за да го зајакнуваат повредениот екстремитет. Така. Што е со горните екстремитети? Има ли разлика во третманот? Значи, кај травматологијата за секој пациент се прави индивидуална програма за рехабилитација. Така, приказна за себе е секој пациент. Да, нема двајца исти пациенти со кои што ќе ги третираме исто. Кога зборуваме за горни екстремитети, исто може да има повреди на меки ткива, нели, како што кажавме, и повреди на коски. Повредите на меките ткива најчесто се третираат конзервативно, потоа се оди во амбулантскиот дел на физикална терапија, каде што се продолжува со рехабилитацијата, а повредите на коските повторно се оди со, доколку травматологот одлучи, се оди со оперативна интервенција, пошто започнува нашата работа. Тука нашата работа е што побрза мобилизација. Значи, доколку са бајле биде пациентот опериран, во плането веќе ние можеме да го мобилизираме, бидејќи практично тој има здрави нозе, може да оди на нозе. Исто така започнуваме со лимфна дренажа, значи мора да се работи вежби за лимфна дренажа на раката, бидејќи кога ќе настани повреда на коска, се оштетуваат и околните меки ткива, при што мора да настанува оток на горниот екстремитет и имаме специфични вежби кои што се работат за намалување на тој оток. И исто така овие пациенти, по зависност од ситуацијата, може да бидат имобилизирани со најразлични имобилизатори за горни екстремитети или да не бидат имобилизирани постоперативно. Сето ова што го кажавте, некако ми делува многу брзо, верувам дека тоа сето е стручно, меѓутоа има ли ситуација кога пациентот смета дека тоа е пребрзо за него, еве вертикализацијата например, и вели не сакам да станам. Што тогаш? Значи, затоа на почеток ја спомнав психолошката подготовка. Така. Ние секогаш како физиотерапевт, кога ќе појдеме кај пациентот, најпрво му се представуваме кои сме ние. Значи има тука моменти и на разговор. Да, значи потоа го подготвуваме пациентот за тоа дека тој ќе биде мобилизиран, дека тој смее да згази на ногата или не смее, зависно од состојбата. Значи му објаснуваме комплетно цела ситуација, па почнуваме да работиме со него. Доколку отидеме кај него и му кажеме ајде стани, нормално дека нема сака да стане. Значи така битен е и контактот, односот со пациентите и на тоа внимавате. Да. Ајде да кажеме за рехабилитацијата во делот неврохирургија. Што се случува таму? Каква е таа рехабилитација? Значи, во делот неврохирургија рехабилитацијата е многу специфична.
тука најчести повреди кои што се случуваат, значи во неврохирургијата се лумбална и цервикална дискална хернијација или познато нели како дискус хернија, како и туморозни маси, крварења во мозокот. Значи имаме најразлични специфичности во оваа гранка. Значи најпред би зборувал за дискус херниите. Најчесто среќавана дискус хернија и лумбалната дискус хернија. Доаѓа пациент со лумбална дискус хернија во клиничка во болницата, потоа се прави преглед од страна на неврохирург, пошто неврохирургот одлучува дали ќе се третира конзервативно или пациентот ќе се третира оперативно. Доколку има индикации нормално, легува во операциона сала. Конзервативниот дел ќе го оставам нека друга емисија со моите колеги од амбулантскиот дел, ја ќе зборувам за оперативниот дел. После операција на пациентот, минимално инвазивната хируршка интервенција ни дозволува истиот ден, значи пациентот опериран со дискус хернија, кој што претходно завлекувал нога, имал паннато стапало, не можел да движи најнормално, ни дозволува истиот ден, после 6 часа од операцијата, да го мобилизираме. Тука ни е битен многу психолошкиот момент повторно кај овие пациенти. Бидејќи кога ќе појдеме ние истиот ден после операција да му кажеме ајде сега господине, молиме да се мобилизирате, да станеме, тие кажуваат па како јас пред операција не можев да одам сега. Меѓутоа, овие пациенти се мобилизирани во првите 6 часа, му се покажани вежби за зајакнување на паравертебралната мускулатура, како и вежби за зајакнување на долните екстремитети. И тоа статички вежби, активно помогнати вежби. И исто така сакам да напоменам дека овие пациенти наредниот ден си одат дома. Значи нема веќе лежење на пациент со дискус хернија 10 дена во болница, веќе скратени се деновите на лежење. Тука во овој дел би ги спомнал и туморозните маси и хеморагиите кои што се јавуваат во мозокот. Значи кај нив имаме специфична рехабилитација кај секој пациент. После направена операција на, да речеме, крварење во мозок, пациентот од операциона сала може да излезе комплетно нормален и наредниот ден ние да го мобилизираме и после неколку денови во болничката установа да си отиде дома, или да има некоја одземеност на одреден дел од телото, значи дали на долни екстремитети, дали на горни или комплетно сите екстремитети. Тука рехабилитацијата и планот на овие пациенти е индивидуален за секој пациент. Значи повторно, меѓутоа најбитен дел ние кинезитерапијата, каде што започнуваме рано со вежби со пациентите. Битен дел ни е брзата мобилизација, исто така започнуваме со брза мобилизација втор, трет ден постоперативно и многу битен дел ни е респираторната терапија, бидејќи доколку залегне еден пациент, ние го заставиме респираторниот систем, тоаш настануваат компликации. Да. Сакам да ве прашам, бидејќи по оддели ги разработуваме вашите активности, дали е задолжителна рехабилитацијата болничка кај сите овие пациенти за кои што зборувавте досега? Па, моје мислење е дека и практика е дека рехабилитацијата кај сите пациенти за кои што досега зборувавме е задолжителна. Би сакал уште да се осврнам околу травматологијата на еден момент имаме повреди на други делови од телото, значи не се само рацете и нозете. Имаме повреди на рбетниот столб. Најчести повреди ни се повреди на вратната кичма, повреди на лумбална кичма на рбетен столб, фрактури на карлично дно. Најспецифично од овие фрактури и последен период има многу пациенти кои што доаѓаат така, се пациенти со повреда на цервикален рбет, значи со повреда на вратна кичма. Статистиката кажува дека 67% од овие повреди настануваат при сообраќајни несреќи, потоа 20% настануваат при скокови во вода и 10 до 13% се од пат од височина. Значи, најбитен дел при повреда на вратна кичма е тоа да се имобилизира пациентот. Кога ќе видиме некој пациент кај што лежи и не може да мрда со раце и нозе или има болки во вратот, значи веднаш пациентот мора да се имобилизира со околувратник. Потоа најбрзо што може да се трансферира во болница, хируршка установа и таму травматологот ќе одлучи дали треба пациентот да се оперира или не. Значи доколку биде опериран, пациентот останува во нашата клиника, ми работиме со него повторно, од првиот ден започнуваме со позиционирање,
Значи, кога зборуваме за повреда на вратна кичма, овие пациенти најчесто имаат одземеност на долни или на сите 4 екстремитети, неможност за движење. Тука ние започнуваме рана рехабилитација со позиционирање, потоа антикубитална превенција, значи со вртење на пациентот, потоа започнуваме со рана кинезитерапија, со пасивни движења, кои што ги изведуваме во полно обем на движење и што е можно, доколку се подобри ситуацијата на пациентот, започнуваме со мобилизација, нели, сенување во кревет, ако има можност за станување. И тука би сакал да дам еден апел до сите учесници во сообраќајот да внимаваат како возат, бидејќи процентот 67% на сообраќајки кои што завршиле со повреда на вратна кичма е многу голем. Постојано зборуваме и ние, мислам дека конечно ќе почна да внимаваат оние невнимателни возачи. Имаме гледач, ајде да го чуеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Извинувам се, јавувам од Скопје, сакам да го прашам докторот бев на клиниката за неурофизиологија. Таму ми направија снимање со магнетна резонанца и ми рекоа дека имам мултиплекс склерозис. Добро, кое ви е прашањето? Прашањето е, имам проблем со долните екстремитети. Прашувам дали тоа се врши со операција или треба некој лекарство. Добро. Значи, кога зборуваме за мултиплекс склероза, тогаш легуваме во делот на неврологијата. Пациентот би го советувал да отиде на преглед на невролог, може да дојде во нашата клиника, каде што има добри доктори невролози, и да се советува со неврологот. Значи, физиотерапијата во овој случај, да, е потребна и е задолжителна. Значи, мора да се работи кинезитерапија, мора да се работи вежби со пациентот. Ќе му помогнат ли? Ќе му помогнат, во секој случај ќе спречат прогресирање на таа болест. Брзо прогресирање на таа болест. Така, може ли да кажеме уште нешто кога сме веќе на овој оддел? Да, може да кажеме апсолутно, значи невролошкиот оддел што опфаќа? Тоа опфаќа заболувања на централниот нервен систем, како и периферниот нервен систем. Значи, заболувања на најчести невролошки состојби се мозочниот удар или цереброваскуларен инсулт, потоа полио, како што спомнавме, мултиплекс склерозата, полирадикулоневритот, потоа тука следат најразлични миелити и најразлични повреди на периферни нерви. Во овој оддел, значи, најчести случаи кои што доаѓаат во нашата болница се пациенти со мозочен удар. Како оди таа рехабилитација кај овие пациенти? Прво да кажеме што представува мозочен удар. Значи, тоа е една состојба во мозокот каде што доаѓа до оштетување на мозокот поради некоја исхемија, која што настанала поради некоја тромбоза во крвните садови во мозокот или некоја емболија во крвните садови од другиот дел од телото. Овие мозочниот удар може да биде унилатерален или билатерален. Добро, колку помага физиотерапијата? Физиотерапијата помага многу. Кај овие пациенти физиотерапијата е долготрајна. Значи, започнуваме многу рано. Започнуваме првиот ден, тука започнуваме кога пациентот е невролошки и кардиолошки стабилен. Значи, кога неврологот ќе ни дозволи, ние започнуваме со физикална терапија. Тоа е првиот или вториот ден после настанатиот мозочен удар. Работиме кинезитерапија, работиме брза мобилизација, работиме респираторна терапија, бидејќи овие пациенти се во лежачка позиција. Најчеста последица на мозочен удар е хемиплегијата, доколку е унилатерален. Значи, да кажеме, доколку имаме мозочен удар во десната хемисфера од мозокот, левата рака и левата нога ни се одземени. Така што има физиотерапијата во овој оддел има една огромна улога и трае долго процесот на рехабилитација, пациентите мора да бидат истрајни. И би сакал само еден многу битен момент да напоменам, тоа што иако ние работиме со подземената страна, работиме пасивни вежби, пациентот не може сам да движи со таа рака или таа нога. Мора да испраќа сигнали од мозокот. Ние мора да го натераме пациентот да се работува и да најди нов пат кој што ќе испрати сигнал до раката за да повторно се придвижи. Имаме повторно гледач, да го чуеме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас ве поздравувам водителката и докторот. Сакам да опрашам докторот, со ногата имам проблем левата,
од коленото нагоре, удариме тоа туку коленото и нагоре кичмата и превише почна да ме кога водам, закучуваме се самата нога и почне нагоре на грб да ме стега, грб почна да се стирам, не можам да се исправам, а болки добивам кога газам највише, кога спием и кога лежам немам проблем, само кога газам многу имам проблем од коленото, кога нагасам и почне горе кичмата да ме стега лева и на средината од половината на кадесната ми оде и грба малце така почна да се не може да се исправам, сакам да го исправам, али проблем имам. Имам да овие што се појасите, но сум појасила, ама немам ништо подобрување за него. Да го прашам доктору, како може и намалено ми е мускулот и нагоре таа целата раката, имам намалување на потпунувањето по 2 сантима и нешто така доваѓа ми. Дали може доктор да ми објасне, со коленото имам највише проблем кога нагасам. Ајде да го чуеме одговорот. Ајде. Ви благодарам за прашањето. Тука мислам дека станува збор за некоја ишијадична болка, бидејќи пациентка се пожали на болки во кичмениот предел кои што се движат по коленото, до коленото, би советувал да отиде на преглед кај неврохирург и на преглед кај ортопед, значи бидејќи го спомна и коленото, и мислам дека најпрво треба да се направи точна диагностика за да може понатаму да се работат некои физикални процедури или може би е неопходна некоја оперативна интервенција. Меѓутоа, тоа мора да направи консултација со неврохирург и со ортопед. А од како сето тоа ќе помине, секако дека ќе помине или ќе се диагностицира дека нема потреба од операција, тогаш таа ќе биде испратена на рехабилитација во амбулантски услови, значи во така, не во хоспитални, туку во амбулантски. И еве ќе ја завршиме емисијата само со уште една реченица. На 8 септември го одбележавте и денот на физиотерапевтите. На кој начин? Вака, значи 8 септември е светски ден на физиотерапевтите. Ние го обележавме во нашата клиника со тоа што организиравме еден едукативен семинар на тема рехабилитација во неврологија, баш тоа што последно зборувавме, кој што е, мислам дека најспецифично во сите овие гранки што ги спомнавме. И на кој што семинар имавме завидно голем број на гости. И исто така имавме еминентни професори и еминентни доктори од нашата клиника, како и физиотерапевти кои што ги предава темите и го дава своето знаење на нашите колеги, можам да кажам. И јас еве ќе кажам, бидејќи сте скромен, дека и вие учествувавте со ваше излагање, вашите искуства во работата со пациентите и секако ги изнесовте успесите од вашата работа. Владко Илиевски, дипломиран физиотерапевт, специјалист по кинезитерапија од болницата Аџи Бадем Систина, беше денеска гостин во Алфа Ординација. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас. Само уште една реченица на крај. Се надевам дека денес допринесовме до тоа да му кажеме на сите луѓе кога ќе се најдат во хоспитални установи што треба да очекуваат од страна на физиотерапевтот. Значи, и да бидат оптимисти, бидејќи ќе во секој случај. Така е. Благодарам, продолжуваме со блок реклами.